само 3% од граѓаните го почитале договорот со Грција. Како мислите да ги убедите до 30 септември, што месец и пол има, дека е ова како што го кажувате, со оглед дека кампањата почнате само на Facebook да ја водите за сега? Првото прашање, а второто е ова што се случи со Бугарија, дали го оценувате тоа како уцена од страна на Бугарија, кораката од Борисов за Европскиот совет, и дали прашањето со Бугарија не е затворено и дали е тоа предизвик за договорот со Грција? Добро, договорот е техниката, алатката со кој што ги затворивме отворените прашања. Но ние мораме да продолжиме во духот на договорот да внимаваме на градењето на нашето пријателство, заради тоа што заедничка ни е едината. Рековме на темелите на минатото и на историјата, ја градиме нашата заедничка иднина, која што треба да обезбеди иднина на нашите потомства, на генерациите што доаѓаат, но и на сегашните генерации. И од тој аспект секако треба и ние политичарите, и историчарите, и експертите, и сите граѓани на двете земји да внимаваме и да придонесуваме кон тоа заедничко пријателство. Затоа што само заедно, сплотени, Балканот со сите своји соработки ќе биде уште попочитуван од Западот, од Европа, каде што се стремиме и Македонија и целиот Западен Балкан да биде. Во делот на првото прашање кое што го поставивте, дополнително кампањата ќе се отвори во Македонија. Знаете дека согласно законот за референдум, кампањата почнува со одлуката во собранието. Во секој случај, секако државата ќе донесе своји одлуки, политичките партии веројатно ќе се донесат своји одлуки и преку кампања ние ќе се обидеме да договорот со Грција го доближиме максимално до сите граѓани. Јас апелирам и во оваа можност да ги повикам граѓаните, да го погледнат договорот, да видат дека сето она што е потврдено, што беше проблематично со нашиот идентитет е целосно потврдено. За гарантиране македонскиот идентитет, кој што беше спорен, за гарантиране македонскиот јазик. Ова е преведливо на сите јазици. Никогаш повеќе никој не го спори нашиот идентитет, нашиот македонски јазик и нашата македонска посебност. Секако напоменувам, не беше никогаш спорен идентитетот на помалку бројните етнички заедници во државата. Ова е историско прашање. Ова е вековната борба на нашите предци. Ние сега имавме чест да ја заокружиме. Од тоа верувам дека државата и владата има целосно право да информират јавност, на граѓаните пред да ја донесат оваа историска одлука. И во тој дел владата утре веќе на влада, на седница на влада ќе дебатира и ќе носи одлука како да помогне во информативниот дел на кампањата, за да можат овие 3% од граѓаните кои што само го прочитале договорот станат 100% ако е тоа возможно. Секако тоа е должност на владата и обврска согласно законот да го направи поблиску овој договор до граѓаните, да ја знаат комплетната вистина, суштина и она што го обезбедува овој договор. А тоа се вековните аспирации на нашите граѓани, прво за слобода и демократија, а понатаму низ институциите, интеграциите и во НАТО и во Европската унија да ги достигнеме овие европски вредности за кои што се залагаме сите во Македонија. Договорите со Will government remove the Albanian Nazi statues built by Dewey? Will your government remove the Albanian Nazi statues built by Dewey of Cem Hasa? Наци статуи? Yeah, Cem Hasa, the Nazi collaborator from World War II. It's a statue of him in Simica. Will your government remove those statues? Апсолутно не сум во тек што прашувате. Секако за што и да е во државата, ние сме отворени, транспарентни да дискутираме за сите овие прашања. Има споменици на нацисти во Симница во Cem Hasa, па те прашувам дали тој споменик ќе биде симнат. Не личи на државата да има споменици од нацисти. Секако сето она кое што е потврдено за нацистичко минато, потврдено преку споменити или слично, треба да го утврдат институциите и согласно правно-формалните аспекти и согласно законите во Македонија ќе постапат институциите. Тогаш треба да се процесуирани самите институции. Јас не можам да кажам однапред за нешто кое што е ваша теза, кое што веднаш вака ја пласирате и веднаш да чекате став од страна на владата. Владата ќе постапува согласно уставот и законите и секако оно кое што е поставено како споменик правно формално треба да се види како е поставено и второ треба да се докаже низ институциите за одредени одредби. Избравте ли кој ќе биде наследник на Лазе Велковски на директорската позиција и што се крие за таа позиција? Зад неговата оставка, од неговото барање за разрешување. Значи има многу обвинувања дека станува збор за внатрепартиска пресметка. Апсолутно не. Се работи за понесување на одговорност, она што граѓаните го очекуваат од политичарите, од носителите на јавните функции и слично.
затоа што уште еднаш ќе потврдам, господинот Велковски е еден од моите први соработници на министерот Оливер Спасовски. Но грешката е направена и одговорноста мора да се понесе. Секако јас верувам дека тој ќе остане и понатаму еден значаен фактор во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што е важен со неговото искуство, е од помош на државата и државата треба да продолжи да го користи неговото искуство во работата. Исправен пред заканата и одредени закани кои што во минатото се насочени кон него, кон семејството, секако ја направил грешката и за таа грешка треба да се понесе одговорност. Министерот за внатрешни работи преку Министерството за внатрешни работи веќе објави јавно, даде предлог за разрешување, владата на утрешната седница ќе го разгледа таквиот предлог, а секако после тоа ќе разгледуваме и можни решенија доколку владата одлучи да постапи по предлогот на овластениот предлагач, тоа е Министерот за внатрешни работи. Значи апсолутно господинот Велковски е професионален човек. Да, точно тој е припадник на Социјалдемократскиот сојуз и верува во политиките на Социјалдемократскиот сојуз, но секогаш важел за еден сплотувачки фактор во Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз е единствен и е сплотен, посебно пред вакви важни моменти и апсолутно овде се работи само за чин на понесување на одговорноста од една грешка која што е направена. Со рамковниот договор се предвидуваше и анализа за начинот на имплементација на истиот договор. До сега немаме некои резултати или информации до каде е спроведено рамковниот договор. Вие како влада дали ќе го земете на предвид тоа анализа и кога ќе биде донесен во владинска седница? Добро, анализата за спроведувањето на рамковниот договор е онлайн и буквално се прави постојано, секогаш и континуирано. Знаете дека и правно-формалниот аспект на рамковниот договор преку Законот за употреба на јазиците јавно го коментиравме како последен правно-формален аспект. Анализата на рамноправната застапеност во јавните институции и насекаде по институциите во Македонија е анализа која што редовно владата и преку секретаријатот за рамковен договор, но и како влада ја соопштуваме. Од досега од она што го знаеме дека вкупно 19% е некаде застапеноста на граѓаните албанци во јавните институции, што значи е помалку од вкупниот број. Треба да продолжиме понатаму да работиме, но и на помалку бројните заедници се уште не е соодветна застапеноста во јавните институции. На последната седница на владата реферираше Управа за приходи, како една од поголемите институции за бројките. На секоја седница на влада ќе имаме по една институција, се со конечна цел да мобилизираме од аспект на рамноправната застапеност на сите граѓани, да учествуваат во работата на државата, а преку тоа да го градиме едното општество за сите, меѓу другото, покрај сите други аспекти и да придонесеме сите земјата своја да ја чувствуваат вистински за своја, со сите своји права и со сите своји одговорности. Имате ли нови имиња кои би можеле да го заменат Лазе Велковски? Не, апсолутно немаме ни размислувано. Ние не се надевавме дека ќе дојде до таква грешка која што е направена и секако Лазе Велковски е еден од првите директори кој што е поставен од страна на оваа влада. Пред една година и месец од прилика е поставен за директор, затоа и немаме воопшто размислувано. Јас верувам дека ќе ни треба и време да најдеме вистинско решение со добра анализа за ова место, доколку секако владата одлучи да постапи по предлогот на министерот Спасовски. А како го коментирате тоа што за Лазе Велковски има веќе предлог за разрешување, а вие не ја прифативте оставката на вице-премиерот Кочан Ѓушев за додолувањето на грантови? Заради тоа што овде имаме констатирана грешка. Не, апсолутно нема. Заради тоа што овде има констатирана и потврдена грешка. Во делот на Фондот за иновации и апликациите, секој по закон во Република Македонија има право да конкурира. Напоменувам, секој. Дали ние тоа ги извитоперуваме вредности или не, тоа е прашање за дебата. Но при ваквите аплицирања за самите грантови или поддршка од страна на владата на домашните компании, етичкиот аспект беше доволно како причина да отвори дебата. При ваквата дебата имаме и повлекување. Значи немаме грешка согласно законот. Немаме грешка која што од ваков карактер како што е овде и потврдена. Се повлече компанијата во која што Кочо Ангјушев има 16% или не знам Хари Лопенец има 30%, кои што се носители на функции во власта, еден во парламентарната власт, другиот е во извршната власт и апсолутно се работи за два различни случаи. Законот важи еднакво за сите и одговорноста мора да ја понесува секој. Ние имаме еклатантни примери каде што тоа веќе сме го докажали. Ако направите анализа, владата, иако е година и 2 месеци во функција, повеќе од 20 луѓе се разрешени, кои што истата влада ги именува.
по различни основи. И јас верувам дека пораката која што испраќаме до сите е константна и нема дилеми околу неа. Ако било кој се огреши пред законот, треба да одговара. Ако некој направи грешка, тогаш треба да понесе одговорноста и од етички аспект во делот на отстапување од функцијата која што Што ќе биде со предлог законот за финансии во кој се предложува да УИП да има слободен пристап до информациите на граѓаните од банкарските сметки? Бидејќи банкарската заедница, но и останати експерти сметат дека тоа е премногу. И уште едно прашање поврзано со рамковниот договор, каде беа 20 потписници? Зошто не дојдоа 20 потписници на рамковниот договор, господин Црвенковски и господин Турчо Георгиевски? Што беше причината за нивно недоаѓање? Значи, јас сум канет гостин денеска и јас се озвав на поканата и дојдов. Присутен ќе треба да ги прашате. 20 потписници, тоа се поранешните претседатели на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Тие ќе ви дадат одговори. Треба да присуствуваме ако моето мислење го прашувате за ова работа, затоа што придобивките од договорите треба да ги крепиме и понатаму. Еднаш за секогаш не се дадени. Ти имаат свој дух и треба да го негуваме таквиот дух. Јас денеска изразив почит кон сите потписници на рамковниот договор, вклучително и за кон некои кои што не се живи, господинот Арбен Џафери, например, и многу други луѓе кои што биле таму, денеска се живи, а дале свој подпис во делот на рамковниот договор и го отстранија конфликтот. И почна да градат едно општество за сите во ова наша мултиетничка земја. За законот? Значи, законот прво е процес кој што е финансиран од Европската унија и од фондовите. Се работи за правото на државата да ги наплати приходите, односно даноците, од приходи од граѓаните. При тоа нема аспирации државата да навлегува во детали на трошењето на парите на граѓаните во делот на нивните расходи, но во делот на приходите многу земји во светот, многу демократски земји, Европската унија и како има увид во приходот кој што го остваруваат даночните обврзници. Затоа што даночната евазија во Република Македонија е голема. И тоа најчесто таму присутна каде што има и најмногу приходи, кај побогатиот слој на населението во Република Македонија. Конечно, создадовме систем, ја подготвивме државата и управа за јавни приходи, преку поврзувањето со банкарскиот сектор, да има увид во приходите кои што се цел на оданочување од страна на државата. Апсолутно тука нема ништо недемократски, апсолутно тоа е овозможено и постои до сега. Знаете дека државата преку многу институции, ако сака да направи увид во одредени сметки, може тоа да го направи. И тоа е дозволиво, постои во скоро сите европски земји и апсолутно апелирам до граѓаните да нема никакви стравови, се работи за подготовка на државата во извршувањето на својата со устав дадена задача или со закон пренесена преку управа за јавни приходи да ги наплаќа даноците од страна на даночните обврзници. Јас верувам дека во соодветно време ќе се најде во службен весник, треба да бидеме трпеливи. Законот за јазици 2 пати гласан во парламентот и верувам дека во соодветно време тој ќе биде објавен во службен весник. Секако до тој период уште еднаш апелирам да претседателот на државата навистина ги стави двата подписи на двата важни закони, а тоа е законот за употребата на јазиците и законот за ратификација на договорот со Грција, заради тоа што ако така се однесуваме сите, навистина ја доведуваме во прашањето најважната функција во државата, тоа е парламентот. Дали има смисла неговото постоење во една парламентарна демократија? Оти теоретски може претседателот да одлучи и на наредните 170 закони, кои да се во државата, да не го стави својот подпис. Така да апелирам да се стави подписот од страна на претседателот. Ќе му се извините ли повторно на претседателот Радев? Приливите од диаспора. Одам? Бидејќи имаше во јавност излегува дали често да начуваат приливите кои што ги пушта и се носите во Македонија. Значи, уште еднаш за граѓаните да биде чисто, јасно, кристално. Се оданочува тоа што е приход како заработка. Тоа што е помош према семејствата, од своите, од семејствата од надвор, е помош. И тоа не е цел на оданочување согласно законите во Република Македонија. Ако некој има приход од странство, заради тоа што работел во странство, заработел во странство, или направил интелектуална услуга некоја во странство, и заради тоа добил приход, тоа е приход кој што се оданочува.
дотациите, донациите кои што нашинците ги испраќаат на нашите сограѓани овде, апсолутно ниту по закон, ниту некој може да ги одоночува и овде таа дилема треба да ја отстраниме. Премиере, председателот на Бугарија Радев вчера рече дека не го видел вашето извинување на Facebook во однос на изјавата за Илинденското востание. Ке му се извините ли повторно? Јас сум внимателен човек и правам се да градам пријателство. Гледате дека моите суети ги ставам на страна и сакам искрено да градам пријателство. Република Бугарија е партнер на Република Македонија и тоа го покажа неколкукратно. Го организираше самитот за Западен Балкан на Европската унија. Ни даде афирмација на сите земји на Република Македонија. Се бореа министрите за надворешни работи на Бугарија и на Грција како за своја земја, за Македонија да добие датум. И тоа го потврдувам заради тоа што не е во ред ние да го заборавиме. Тој што ни помага, треба тоа да го почитуваме. Република Македонија исто така е од помош на Република Бугарија и ќе биде за се што треба. Јас на крајот апелирам сите заедно да ги тргнеме политичките интереси, голиот популизам или она што навистина не предизвикува да бидеме недоволно внимателни, затоа што договорот за пријателство, соработка и добрососедство го потврди тоа преку нашите потписи таму, но треба тоа да го негуваме, да го доградуваме и постојано да тежнееме кон градење на тоа пријателство кое што од обостран интерес на двете земји, на двата народи, а пред се им треба многу на генерациите кои што доаѓаат, односно на младите. Ќе се договорите ли че во Илинденското востание со Бугарија? Ќе се договориме ли? Значи, ние веќе одбележуваме дел од заедничката наша историја. И тоа е дел од нашата заедничка историја. Повелете? Председател, дадаме предност на